Политичка партија и во минатото, но и во иднината, ќе се обидеме да понудиме решенија за граѓаните, да го подобриме квалитетот на нивниот живот, бидејќи единствен капитал на Република Македонија се граѓаните и тие заслужуваат да имаат подобар живот. И токму од тука мотивирани, на 2 јуни ќе се собереме пред платото на владата на Република Македонија, каде што ќе одбележиме оваа една година чемерија, влада на Социјалдемократскиот сојуз предводена од Зоран Заев, ќе понудиме определени решенија, нови политики, но и ќе отпочне падот на владата на Социјалдемократскиот сојуз, која што се надевам дека ќе биде конечно поразена на предвремени парламентарни избори. Да, дали е тоа предвестие за предвремени парламентарни избори? 2 јуни. Па, како што кажа во изјавата, тоа е еден вид почеток на падот на Социјалдемократскиот сојуз, односно на владата на Социјалдемократскиот сојуз предводена од господинот Зоран Заев. Се надевам дека што е можно побрзо ќе бидат остварени и реализирани условите за да може опозицијата да се чувствува комотно, да излеземе на предвремени парламентарни избори и да го поразиме, да ја поразиме оваа ненародна влада која што се случува на нашата татковина. Во изминатиот период слушнавме еден куп предлози и решенија за околу спорот со соседна Грција. Според вас има решение или не? Нашата позиција е јасна, повторена во низа наврати во минатото, поврзана со спорот кој што го има нашиот јужен сосед со нашиот уставно име. Таа е непроменета и потврдена од страна на партиските органи во изминатите денови. Наистина не располагам со некои дополнителни информации кои што би значеле за вас и би биле предмет на интерес, нешто дополнително. Така што тоа што беше во изминативе денови презентирано на јавноста во Република Македонија, тоа го знам јас.